Уште еден разговор во Македонија наутро. Фокусот на редниве минути го ставаме на образованието. Почетокот на пандемијата комплетно го измени нашиот живот, но и животот и образованието на нашите деца, барајќи поинакви едукативни форми кои што всушност ќе им го олеснат самиот образовен процес, а децата во континуитет се разбира ќе може да ги надоградуваат своите знаења. И тука на сцена стапи Едуино, првиот колективен портал за дигитални образовни содржини и професионален развој за едукатори, кој што на големо им улесни и на учениците и на наставниците. Со денешните гости во Македонија наутро, господинот Зекирија Хасипи, директор на Бирото за развој на образованието, и Маја Илиоска, маркетинг менеджер на Едуино, ќе зборуваме за проектот Едуино, за Едуино амбасадорите, но и за тоа како преку платформата Едуино Ран детски развој се создаваат трајни вредности за образованието и развојот на децата. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Добро да најдов. Маја, ќе започнеме со вас. За почеток би сакале да ни откриете кој стои зад проектот Едуино. Ви благодарам првенствено на поканата и навистина ни е драго што македонската телевизија ја поддржува оваа иницијатива која што создава трајни вредности во нашето образование. Едуино како колективен портал е во собственост на Бирото за развој на образованието, а е во имплементација на нашата невладина организација SmartUp, во соработка со Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, а тука се нашите соработници и партнери, финансиски поддржувачи, Едуино, кои што го поддржуваат УНИЦЕФ, Британската амбасада и Европската унија. Сега, како дел од тимот на Едуино, посебен фокус ставате на професионалниот напредок на наставниците, што е секако за поздравување, бидејќи и тие се пред сериозни предизвици кои што апсолутно бараат и фокус да ги одговорат истите. Сакам да проговориме малку за иницијативата Едуино амбасадори. Кој е фокусот на оваа иницијатива? Така. Ние во SmartUp милуваме да кажеме дека наставниците се нашата движечка сила. Не само во образованието, тука кога гледаме пошироко, тие се движечка сила на еднината. Создаваат и творат за децата, а со тоа создаваат и за еднината. Во Едуино броиме една убава заедница од повеќе од 25.000 едукатори, кои што навистина се посветени и учествуваат во активностите на Едуино, но особено се гордееме со нашите Едуино амбасадори, кои што се веќе 75 наброј. Тоа е една група на посветени наставници, воспитувачи, едукатори, кои што вложуваат во нашето образование и се навистина за почит и се пример за тоа како еден едукатор треба да изгледа во современото време. Од овој аспект би им упатила топли поздрави, бидејќи навистина тие се нашиот мотив во работата и кога гледаме како тие посветено работат и создаваат за нашето образование, навистина тоа е една голема мотивација за нас како тим во работата. Во овој дел секако ќе ги споминаме клучни талки во самата платформа, тоа се и наставниците, но и учениците од друга страна. Кажете ми како наставниците ја прифати оваа платформа, од друга страна колку учениците брзо се прилагодија на истата? За на почетокот, значи кога се создаде Едуино, имавме и особена поддршка во процесот на прифаќање на платформата и сите поволности кои што ги нуди, но подоцна самата платформа стана дел од нивното секојдневие при работа, бидејќи содржи голем број на ресурси кои што им користат и на наставниците во изведување на нивната настава, но и особено се радуваме тоа што содржи ресурси и за родителите и за старателите, бидејќи им помага на децата во нивниот развој, особено во развивање на социоемоционалните вештини за деца од 3 до 10 години. И сега, доколку сакаат да видат нашите гледачи како функционира Едуино, треба да отидат и на порталот eduino.gov.mk. Меѓу другото, покрај сите содржини кои што ги нуди Едуино, има и бесплатна информативна брошура. Оваа бесплатна информативна брошура, господине Хасипи, е намената за воспитувачи, наставници, но и за родители. И сега, ајде да ја појасниме и на гледачите што представува овој бесплатен ресурс. Благодарам на поканата и да изјасниме на сите нашите гледачи. Ова бесплатна информативна брошура, која може да се преземе преку Едуино порталот, дава насоки за полесен пристап и користење на платформата Едуино Ран детски развој за сите корисници. Во неја се представени примери од едукативни игровни активности кои ја поттикнуваат нивната практична примена. Од тука се гледа дека се потврдува нашата континуирана поддршка на образованието и потребите на нашите ученици и на нашите деца.
Платформата Едуино рандетски развој е наменета за поттикнување на социоемоционалниот развој и учење базирано на игра кај децата на возраст од 3 до 10 години. Нашата визија е Едуино рандетски развој, платформата Едуино рандетски развој да биде препознаена од воспитувачите, наставниците и родителите како место за заедничко создавање. Се стремиме секојдневно да ги зголемуваме овие едукативни ресурси преку кои ќе се подигне квалитетот на нашиот образовен систем, а тоа значи многу за нашата иднина и за нашите генерации. Повели Никола. И сега, господине Хасипи, ќе споменеме дека во рамки на оваа иницијатива во целата Едуино заедница се создаваат ресурси кои што се со траен карактер. Може ли да ни издвоите со што конкретно се горде Едуино заедницата? Благодарам и на ова прашање и важно прашање. Со ова Едуино заедница придонесува да се создаде национална дигитална библиотека со непроценлива вредност за учениците и за идните генерации. Денес повеќе од 25.000 едукатори допринеле во креирање на речиси 5.000 бесплатни видеолекции за предучилишна основно и средно образование, кои се прегледани повеќе од 4,5 милиони пати. И тоа сакам да нагласам дека на сите јазици, каде што се изведува наставата на македонски, албански, турски, босански и српски јазик, во периодот 2020-2022 година вкупно беа креирани околу 1500 едукативни игровни активности, а веќе дел од нив се достапни на платформата на македонски и на албански јазик. Се гордееме што нашата Едуино заедница го проширува својот круг, така знаеме дека секој едукатор, наставник, воспитувач и придонесува во подобрување на образованието и за нашите идни генерации. Освен пандемијата, како што спомнавте вие и на почетокот, значи овие ресурси можат да се користат секојдневно при секое отсуствување од наставата учениците, со едно кликање можат да ги слушат, да ги видат лекциите или темите од распоредот што биле отсутни на тој ден. И Маја, во еден сегмент од разговорот споменавте дека има корисни содржини и за децата, и за родителите, и за наставниците. Живееме во период на дигитализација, на која што многу од родителите се бунтуваат, меѓутоа мора да сватиме дека децата не треба да ги ограничиме и не треба дигитализацијата да се сведува на играње на видеоигри, туку и на учење и стекнување знаење преку поинакви алатки. Ги препознаваат ли, ги користат ли? Каков е вашиот впечаток од искористеноста на Едуино и посетата на сајтот и од родителите, и од наставниците, и од децата? Так. Да, се согласувам со вас, не треба да да ги ограничуваме децата да бидат во чекор со развојот, особено во дигитализацијата, бидејќи таа не е некое прашање кое што треба да се одговори со да треба или не треба, тоа е буквално иднината кон која што се стремиме и децата треба да се во чекор со тоа. Од страна на едукаторите, во случајов наставници и воспитувачи, игровните активности, конкретно во овој дел од платформата на Едуино, се користат и за време на наставата, бидејќи иако се превземени од дигитален портал, тие се комбинација на реализирање на активноста која што се одвива со физичко присуство заедно со едукаторот и со децата. Така што некако го спојуваме дигиталното и физичкото, за да може да го извлечеме најдоброто во однос на развојот на децата. А од страна на родителите, па видат, ние во рамки на Едуино и игровните активности 2 пати годишно организираме еден Едуино игратон, кој што е надалеку познат кај нас и кај родителите и кај едукаторите, и кога ќе ги видиме децата заедно со своите родители или старатели како играат заедно со нашите активности и како растат и се развиваат, нема поголема, да кажам, благодарност за нас како тим во она што го создаваме во рамки на Едуино. Така што ме радува што
заедно со дигитализацијата и со развојот на способностите и вештините кај децата делуваме во нивниот правилен раст и развој понатаму. Постојано зборуваме за неопходноста создавање на трајни вредности и инвестиција во образованието, па можеме некако и да заклучиме дека целта на Едуино е токму таа и успешно ја спроведува. Да, веќе сите наставници, значи кои што се дел од оваа платформа, морам да пофалам дека се на волонтерски пристап заедно со нас и од се срце допринесуваат за збогатат оваа дигитална ризница на ресурси и се гордееме што создаваме трајност во образованието. Токму на тоа сакам да се надоврзам. Постои ли простор за унапредување на содржините на платформата Едуино? Каков е фидбекот од наставниците? Колку тие даваат своји сугестии во таа насока? Да, ние сме навистина отворени за соработка и секогаш се случува кога нешто создаваме, првиот фидбек го добиваме од најзасегнатата страна, ако се тоа наставници или едукатори, тогаш се консултираме со нив, а секогаш од кога ќе објавиме одредена иницијативи или одредени ресурси кои што се дел од нашата платформа, доколку имаат коментари се добре дојдени да ни се обратат и ние секогаш заедно со нив и заедно со Бирото за развој на образованието и со советниците кои што се вклучителни странки во овој дел на проектот, можеме нели заеднички да го извлечеме најдоброто од секој ресурс. Едуино ГФМК е начинот на кој што може да се информираат сите наши гледачи за новитетите. Држите чекор со модерното живење, па во има и на Инстаграм и на Фејсбук и тоа се начините на кои што може да се информираме за се што е ново и актуелно. Македонската радио телевизија е секако медиумот кој што ви ја дава поддршката, па за се што ќе биде ново и во 2023-та, ќе ви имаме тука. Ви благодариме. Благодариме за одвоеното време и гостувањето во денешното издание на Македонија наутро.